Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер и добро дојдовте во Гласот на народот, почитувани. Ова наше издание е последно од неделата, со оглед дека утре не очекува политичкиот магазин во 21:15 и сега како емисија која е последно од неделата, секако ви давам за право и секогаш имате право да поставувате прашања во оваа емисија со оглед на темата, а темата е врзана за и околу правото. Основна тенденција наша е како секоја нормална држава да има владење на право и правна држава. Но дали само како фикција или збор напишан на хартија или како прагма или како пракса, тоа е од самите нас зависи и од политичарите кои го спроведуваат, односно не го спроведуваат ова што е суштински. Затоа го поканив во студиото господин Теленко Миланов, адвокат, еден од еминентните и познатите адвокати во Македонија, со кого ќе третирам темата за и околу фамозниот СЈО, наречено народот како лов на вештерки. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Се што го интересира народот и гласот и она што е во врска со правниот дел, ќе ви дадам одговори во рамки на мојата струка. Да, рековме дека народот го оцени лов на вештерки и бидејќи де факто се покажа дека таа помпа, тој начин на представување со фанфари, дека ќе се случат големи промени, дека сите злосторници ќе бидат зад решетки, а вели тоа на големиот крадец, велики народот, вели држте го крадецот. Како го коментирате тоа што имаме само со флоскули, со пароли, со фрази, а во пракса го немам? Искрено ви кажам, јас сметам дека СЈО, тоа специјално јавно обвинителство, е еден од најголемите промашаи во нашиот правен сектор. Затоа што ниту овој закон за специјалното јавно обвинителство е во согласност со законот за јавно обвинителство и по мене е чисто противуставен, ниту пак тој покажа нешто во праксата кое што реално се случи и реално беше борба против криминал, кој што се случува реално во сите области. Се сведе овој закон за специјално обвинителство и специјалното јавно обвинителство на прогон на една одредена структура која што беше на власт во претходниот период, на конкретно одредени личности. Затоа сметам дека ниту ја оправда целта, а дека не ја оправда целта е и начинот на кој истото заврши во делот на правосудството. Како и да е, значи, би сакал тука да ви најдете еден постручен, една елаборација. Почитуваниот председател поранешен на Македонија, господин Ѓорѓе Иванов, своевремено даде аболиција, така, на лицата кои беа таргетирани и за кои де факто беше донесен овој па контроверзен институција, што јас со старт ја критикував, покрај толку професионални адвокати, обвинители, суди, се избра погрешна личност. Дали во сето ова што јас преска ви го дадов како пример, можете да додадете во контекст на сето, како да го артикулирам, во секој случај, дали СЈО, повторно, го заслужи и го одбрани приматот во крај, имајќи факт дека председателот Иванов даде своевидно аболиција, а која беше отповикана, извршен беше притисок и тие луѓе ден денеска се гледа како жртви, односно се ослободуваат од судот за ковите права. Аболицијата на господинот Иванов е негово неприкосновено право.
Истата е дадена согласно законот, кој што е во важност во тоа време и никој ниту може да го одземе тоа право, ниту може да го оспори тоа право на председателот и правото кое што луѓето го стекнаа. Дури така даденото право од председателот не може ниту да биде одбиено, затоа што тоа е со негова одлука, тоа е едно од правните одлуки во било која држава на која што ниту има право на жалба, ниту има право на било каков правен лек за да таа се оспори на било кој друг начин. Фактот дека овие аболиции се во сила и важат е неспорен, според мене како правник, не само поради застапувањето во овие предмети, бидејќи од донесувањето на тие аболиции јас го застапувам ова становиште и никој не би смеел да ги одземе. Во конкретниот случај, тие аболиции се уште не се доразчистени и тие аболиции ќе бидат еден ден предмет на одлуки на судот во Страсбур. Затоа што веќе судот во Страсбур за слична ситуација, тоа е предметот словачка, мислам, Лекса, каде што за слична ваква ситуација е дадена аболиција, која потоа е отповикана, повлечена, но судот во Страсбург донесува одлука со која што дадената аболиција како стекнато право, нешто што потекнува од римското право, не може да биде одземено и со таа одлука се дава право дека не може да продолжи таа постапка против личноста во Словачка. Истото се надевам дека судот во Страсбург не ги менува своите ставови преку ноќ, дека ќе биде одлуката кога дојде на ред и во однос на овие предмети. Она што се застапува дека господинот Иванов немал можност да даде таква аболиција или помилување, поради тоа што е укинат членот 11 во еден временски период со закон донесен во собранието за укинување на тој член 11, не може да обстои. Уставниот суд тој закон за измена на законот за помилување го укинува. Со самото тоа, де факто останува претходната состојба која била пред донесување на тој закон за измена и бришење на тој член 11. Не можам правно да ги разберам луѓето кои што сметаат дека и сакаат да представат дека со тврдење дека тоа што повторно членот 11 не е гласан во собранието, тој не може да биде применуван и не е дел од нашето законодавство. Секој закон има преодни и завршни одредби. Така и овој закон со кој што е укинат тој член. Укинувањето на тој закон и тие преодни и завршни одредби со кои што тој се брише и од конкретен момент настапување на сила на тие измени бил избришан, е укинат. Со тоа се враќа де факто на почеток. За да на обичниот граѓанин може би му биде по-јасно што и како тоа значи. Да одиме со предпоставка на било кој системски закон. Така? Кој што е во оваа држава, закон за МВР, закон за судови, закон за обвинителство, закон за влада. Така. Кој што се донесува. Го имаме последни измени во тие системски закони е законот за јавното обвинителство. Доколку по теоријата која што се застапува дека избришаниот член и укинатиот закон за негово бришење не го враќа во сила, ако претпоставиме дека од X причини, формални, немало доволно гласови, не е објавен како што пропишува законот, се укине од Уставниот суд последниот закон за јавно обвинителство, кој што има преодни и завршни одредби со кои што тој стапува на сила и престанува да важи претходниот закон. Ако одиме по теоријата на оние кои што застапуваат дека не може да се врати претходниот закон затоа што не е повторно гласан во собранието, тоа би значило дека со укинување на еден системски закон државата би останала без една негова основна алка, дали е тоа обвинителство, дали е МВР, дали е влада, дали е судство.
доколку таквиот закон биде укинат. Затоа и правото со укинувањето од Уставен суд како противуставен на одреден закон го враќа во сила претходниот, а со тоа правото на господинот Иванов да може да ги даде тие аболиции, според мене е апсолутно оправдано и во ред. Господине Миланов, дали има пример во светот да се врши притисок на една институција председател на држава? Ве прашам и како интелектуалец и како правник, сакаме тргнат политичка артикулација, но врз една дискреционно право што има да даде аболиција, да му се врши притисок од сите страни да ја отповика истиот. Во моментот кога е отповикана аболицијата, има измени на законот со кое што такво право се дозволува. Но тоа не може да биде ретроактивно, така што во моментот кога тие аболиции се отповикуваат и важечкиот закон по нивното донесување, не постои можност да некој ги отповика дадените аболиции. Дали јавно мислење, јавни критики од дали политички, дали било кои други фактори во однос на таа одлука за аболиција на председателот е притисок, не би можел да кажам, тоа може господинот Иванов најдобро да го каже, но неговото отповикување нема апсолутно никакво значење за тоа дека тие аболиции се уште се на сила и се уште важни. Судот за човековите права е Европски суд. Значи го конституирале членките, земји членки на Европската унија. Значи го создадо. Имаме факт и пример во кој Македонија е победник во два судски процеса. Едниот беше против Грција со 14-0, а вториот со 16-2 против Бугарија, нашиот источен сосед, за непочитување на правата и издруженијата на македонците во Пиринска Македонија, како да го наречем, во источна Бугарија, да речем, нели? На територија на Бугарија, каде што едноставно создава повторна конфузија. А како го коментирате што има тој диспаритет, така да речем, од страна на Европската унија, европските челници? Проблемот на Европскиот суд за човекови права е во тоа што тој нема нема инструменти со кои што може да обврзе некого да ја спроведе неговата одлука. Тие укажуваат на повреди и ги констатираат тие повреди во своите пресуди, но немаат инструмент да можат присилно да ги извршат тие одлуки и пресуди. Тука останува на државите кои што во однос на кои се донесени таквите одлуки и нивната власт да истите ги спроведат. Така што поголем дел од оние држави кои во однос на кои ќе се донесе некоја пресуда, а има пресуди на Европскиот суд безмалку во однос на секоја од нејзините членки или оние кои што се пристапиле и се согласиле на неговото постапување, но во тие држави тоа се спроведува. Власта го чувствува, го гледа и тоа го спроведува правото, спроведува почитувајќи го правото и почитувајќи можноста за да се смета за правна држава и да се смета за некој кој што е валиден да биде член на таа Европска унија или да ги почитува нејзините правила во делот на правото и почитување на човековите слободи и права. Ќе стане ли Македонија правна држава? Јас се надевам дека ќе стане, но искрено да ви кажам, гледајќи ги состојбите, не верувам дека тоа ќе го дочекам како активен, па дури и дали ќе го дочекам како жив. Премногу сум песимист во тој дел, затоа што премногу малку се чини да во Република Македонија навистина завладее правото и да биде правна држава. Верувате ми, без никоја дрмолетка од душа ви го кажам, ова да го слушнам од еден референтен адвокат, представник на адвокатурата, кој го брани правото на присутните, на учесниците во судските процеси, тоа е нешто фрапантно за една држава. А претендираме да бидеме дел на една авторитетна... Фрапантно и за мене, затоа што секогаш кога мислам дека судството
го допрело своето дно, истото ме разочарува и оди уште понадолу. Јас се надевам и сакам искрено да завладее правото и да може секој да ја оствари правдата пред нашите судови, а не тоа да го бара надвор од државата, евентуално пред Европскиот суд или било каде на друго место. Да вратиме повторно листот на СЈО или ловот на вештерките, дадовте една оценка, што јас ја поддржувам, не само ја, тоа е општо јавно мислење и експертско мислење, дека е донесено тоа како еден вид баварога, да го застраши народот, да уплаши, како што беше случајот со 27. април, со такви драконски казни. Ни во турско време не било толку драконски казни кон македонскиот народ, да народот повеќе нема протести, да не се појавува, да го изрази својот револт, своето незадоволство. Како правник ве прашувам, како го толкувате се тоа? Законот за специјално јавно обвинителство, освен тоа што јас лично сметам дека е надвор од Законот за јавно обвинителство воопшто, бидејќи Законот за јавно обвинителство не признава обвинителство кое што не е под надлежност, контрола и капа на републичкото јавно обвинителство. Ова јавно обвинителство, согласно тој закон, одговараше на собранието. Собранието е законодавна власт и е изфрлање на една судски орган, странка во судска постапка, која што одговара пред законодавната власт, што сметам дека беше апсурд. 27. Постапката која што беше во врска со тој предмет, исто така сметам дека правната квалификација е надвор од она што се случуваше, бидејќи за да таа правна квалификација опстои, некој требаше да сака да го урне државниот поредок. Такво нешто, уривање на државен поредок, значи дека некој бара да парламентарната демократија во Република Македонија се смени во председателски систем, анархија, кралство, царство или било кој монархија или било кој друг систем на општествено живење и управување. Овде такво нешто немаше. Да, тоа е немил настан кој што никој не го оправдува, јас не го оправдувам, но тоа е настан во кој што имаше револт, имаше насилство и оние кои што тоа насилство го реално направија, можеше и требаше да одговараат. Но не за оваа правна квалификација и во никој случај со вакви казни, затоа што сите други правни квалификации кои што во овој момент можеа да бидат издржани, тоа би било кривичното дело насилство, учество во толпа, се со нешто што се далеку од висината на највисоко запретената казна е далеку од онаа висина на казна која што е како најниска овде изречена во овој предмет. Целта може би некој си ја постигна затоа што како граѓани, дали после протестот од 27. април, дали имате било каков масовен протест во Република Македонија организиран од било кого. Дури ни пензионерите денеска кои што имаат право и немаат можност да бидат толку агилни и насилни, не можат и не смеат веројатно да се соберат и да направат еден голем протест. Иако мислам дека правото... Дали тоа камшик или пендрак дипломатија е пред се нормално во 21. век? Имајќи факт, рековме, бевме под еден јарем 500 години, кај што немаше такви драконски однесувања, казни, терори и сето она. Не знам како да го наречам, дали е тоа пендрак дипломатија или било што. Едноставно во конкретниот случај овие драконски казни влијаја на тоа да никој не сме јавно да излезе и на протест, да си го каже она што мисли и она што го смета за свое право или за свој интерес. Долгогодишен адвокат сте и пренесувам дека овој случај се дава како најнегативен случај во изучување на право, процедурата, правосудството, адвокатурата, се тоа во други држави. Значи, како најнегативен пример. Секако и чинот на носењето
на актуелната сега уставна судика, тогашната судика, госпоđата Кацарска, во носење на овакви драконски казни. Јас само би рекол дека после овој настан ние имавме влегување во Капитолот после изборите во Америка. Кај што немаме, има смртни случаи. Каде што исто така имаше повредени припадници на полицијата, исто така имаше насилство, исто така, колку што знам, имаше дури и истрели, што овде го немаше во во настанот од 27 април, но никој таму ниту помисли на тероризам, ниту за терористичко загрозување на уставен поредок. Не. Ни ден денеска нема квалификација и постапка против ниту едно лице кое што влезе во Капитол дека е тоа акт на тероризам. Исто така и судот во Шведска, одлучувајќи околу екстрадикција на еден од лицата кои што беа обвинети во таа постапка, исто така донесе негативна одлука, односно не дозволи екстрадиција, затоа што не прифати дека тука може да има терористичко загрозување на уставниот поредок и проблем за било кого од оние кои што се учесниците. Дека не може да биде таа правна квалификација и тоа е и одлуката на Врховниот суд која што не дозволи екстрадиција на Горан Груевски и уште едно лице, кои што исто така беа предмет на таа истрага и на таа постапка. Тоа се две држави, Шведска посебно со реномирано судство и владење на право, кои што окарактеризира дека ова правна квалификација е несоодветна, но, за жал, кај нас таа правна квалификација помина, а луѓето, уште потрагично, и ден денески издржуваат казни во однос на таа правна квалификација и тоа дело. Морам да си го кажам ова, морам. Сумнат мој терен. Дали знаете, како форум на гласот на народот, че председател сум ја, во време на короната, ковидот, веднаш после настанот, напишав отворено писмо, заедно го повикав и Светскиот конгрес, Македонски конгрес, како невладина организација, до председателот Пендаровски, за ослободување на затворените во случајот 27. Значи, први изразивме иницијатива и упативме писмо до меѓународната заедница за да иницира. Но, како и да е, тоа е во случајот, ние не се веројатно е дипломатски одговор дека тие во правосудството и судските одлуки не се мешаат, не можат да се мешаат и на тој начин сето тоа остана, а луѓето меѓутоа се трауни за луѓето кои ги застапувате. Тоа се една голема армија на македонски политичари и представи граѓани кои екс-официо работеа и ги завршува своите задачи и работи. Но од друга ситуација, не сум во својство на нивни адвокат, новинар кој ги анализирам ситуациите врз основа на јавното мислење. Имаме едностранна ситуација на недозволиво снимени материјали, а ја немаме другата страна. И за законот за приватност. Тие снимки кои СЈО требаше да ги добие од човекот, од изворот, од собственикот на снимките, оној кој што располагаше со нив, беше 25 ноември 2017 година. Исправете ме која е година. Може би датумот не сум 100% сигурен, бидејќи го немам пред мене во моментот законот за приватност, но законот за приватност е донесен некаде во ноември месец 2015 година и тој имаше рок од 20 дена во кој што сите оние кои што поседуваат такви снимки требаше да ги предаде на тогаш веќе оформеното специјално јавно обвинителство, за да тие можат со истите да располагаат и евентуално да ги користат како индици, па дури се отиди до таму да нелегални снимки се дозволи да бидат докази, што сметам дека и надвор од законот за кривична постапка, но овој како специјален закон го дозволи тоа, иако е закон за едно јавно обвинителство кое што во суштина не би смеело да се меша во законот за кривичната постапка, но
сепак тие се применија како такви. Но, тука, Нивното оној кој што ги спорачување. поседуваше, Да. направи уште еден пропуст. Тој не ги предаде во рокот кој што требаше по овој Да се закон запази. за приватност да ги предаде. Зошто е донесен тој закон за приватност ако истиот не се почитува? Нели тоа Туку казниво исти- дело? Видете, законот за приватност нема казнени одредби. Добро. Дека според него тие не можат понатаму да бидат користени и не можат да бидат употребувани и морат да бидат одземени. Не дека тоа ќе представува казниво дело, бидејќи такви одредби, колку што се сеќавам, нема во тој да би било казниво дело. Но факт е дека не се испочитува, тој е донесен после законот за специјалното јавно обвинителство, но не се испочитува и повторно и покрај тоа на 30 декември таа 2015 Се година дадени, така? СЈО ги прими надвор од рамките на тој закон за приватност. Што е И прекршок, она така? што е многу симптоматично, СЈО никогаш не даде податок колку разговори прими, Со што точно. располага? колку пораки прими и од кои граѓани се истите. Затоа што остана на диспозиција што сака, во однос на кого сака, тоа СЈО ќе користи такви нелегално снимени разговори. Дали таму има разговори и за други лица кои што не се во нивните постапки? За други лица за кои што не е донесен овој закон како наменски закон за евентуално некое постапување. Дали тоа значи дека ќе се тргуваат со нив, ултиматуми, пазарења, као што имаме случај со гласањето, уставни измени? Не би можел ништо да кажам во тој дел, затоа што не може да бидат употребени никаде. Ако не можат да бидат употребени, не можат ни да бидат предмет на пазарење, можат да бидат само предмет на некое кривично дело, уцена или изнуда, доколку некој нелегално располага и има нешто со што би можел некого да уценува или да му изнудува нешто, за да повторно некаде на некој YouTube канал или некој електронски медиум не се појави некој таков разговор кој што за некого би бил непријатен или Што правиме компрометиран. со овие воаери, да речеме, во политиката, кои еве сака да ги остварат своите намери со ниски страсти? Кои се воаерите? Па тие што ги даваат, да речем, тие снимки или сака да изнудат некаква политичка корист и така натаму. Прашањето е дали пред предавањето на овие разговори во СЈО, тие разговори не се мултиплицирани и не се наоѓаат и на многу други места. Тоа е она што е знак прашање, затоа што никогаш никој не излезе со податок, оној кој што ги поседуваше, односно политичката партија на Социјалдемократскиот сојуз, колку се, чии се и какви се, и колку и што е предадено во специјалното јавно обвинителство. Иако има попис во еден од предметите на сите тие разговори, но тој доказ и тој документ, иако не су во тој предмет, ни на одбран го барав и јас за други постапки, не го добив, но ни оние кои што учествуваа во таа постапка конкретна, фолдерот, кај што требаше да биде тој доказ го добија празен. Што значи тоа? Дека никој не сака да има попис и да се знае што е предадено и за кого е предадено на тој 30 декември 2015 година. Значи тактика со математика. Не знам, навистина не би знаел како да тоа го коментирам, да постои документ дека таков попис е направен и постои. Ова е прв пат кажано, претпоставувам, медиумите. Не. Не, имате исто кажано на друга? Добро. Како и да е, ние го имам користено како барање во одредени постапки за да можам да ги користам тие, па и во изјави кои што се дадени по постапки каде што тоа не е прифатено и не е одобрено. Еве, Судот за човековите права го ослободи господинот Јанекиевски
од обвинувањето, се цената Судот укажа за човекови права за- не го ослободи, но туку укажа- укажа на тоа дека неправилно во однос на господинот Миле Јанакиевски Во процедура. во процедурата за неговото определување Притвор. и продолжување на мерката притвор не се дадени доволно аргументи дека истото е оправдано, дека е потребно за водењето на постапките, што де факто можеше да се види и во текот на овој период, бидејќи и пред неговото прво притворање господинот Јанакиевски беше присатен најмалку 2 години во судница без никакво ограничување на неговото движење. Тој И немаше можност да бега, не страх да бегство. немаше ни желба, Желба за ни бегство. обид. Тој беше секојдневно во судот и се појавуваше на разни рочишта, дури и на 2 различити рочишта во еден исти ден, но тој не побегна. И зошто беше потребата да после тоа се определува притвор, куќен притвор или сето друго, тоа е она што судот во Страсбург го утврдува со оваа пред 2 дена објавена своја одлука во која што наоѓа дека е повредено правото на негова слобода со тоа што без доволно аргументи и без доволно причини истиот е држан, е притварен и држан во притвор. Не само Миле, има и други такви случаи, така? Да, има и други постапки. Така, Со оглед да Кине. јас не работам со судот во Страсбург, тие ги водат други колеги, но има исто така Кирил за Божиновски истите стана за Кирил Божиновски, кога што исто слушав така колегата има наш за Горан. Кирил Божиновски и за истиот предмет, за Титаник 1, има за Миле Јанакиевски, за предметот 27. четврти, неговото притворање, така што има уште постапки кои што кој таму се треба да излезат. Да, И верувам дека ќе бидат во иста насока како Да. оваа сега објавено. Европскиот суд за човековите права кажавте дека нема не облигатор, како речам, наладувачки. Нема механизми за да ги присилно извршување на своите одлуки. Меѓутоа, нивните укажувања дават за право, ако државата не ги имплементира, во извештајот, доколку е апликант или кандидат, ќе стои Катин Ферман повторно, како што го добивме сега. Тоа е правото на Европската Унија да спроведувањето на тие одлуки кои што не може судот, Европскиот суд да ги присилно спроведе, да ги изнесуваат во сите оние оценки за напредок, па дури и за своите членки за тоа како кај истите се применува законот и правото. Европскиот суд за човековите права, значи, треба да обвинетите, осудените или кривично гонетите треба да ги искористат сите правни механизми и лекови, инстанци, значи тоа е до Врховниот суд, па потоа да се обратат до овој еминентен суд. Како ја оценувате? Одат ли работите да се јават случаите пред судот на човековите права? Или Во секој случај, сите оние случаи кои што ќе ги поминат сите инстанции во Република Македонија, посебно од ова специјално јавно обвинителство, веројатно ќе завршат пред судот за човекови права со нивни одлуки, посебно во оние предмети кои што евентуално ќе продолжат каде што постојат аболициите. Одлуката на судот за човекови права која што беше донесена во февруар месец оваа година, која е една одлука која што во суштина ништо не решава. Затоа што ова последната одлука е за конкретно право на слобода, на движење, односно за лишување од слобода во фаза на водење на постапката и таа нема право на постапување пред Врховниот суд, со што е конечна, затоа и ваква одлуката на судот во Страсбург. Додека одлуката од февруар, со која што секој ја коментираше онака како што сакаше да ја прикаже за некои своји потреби, е нешто што е укажување на судот за човекови права во Страсбург дека таа апликација која што се однесуваше во делот на евентуална примена на аболициите за конкретните постапки е преуранета затоа што во тој момент
ниту една од тие постапки не беше завршена со правосилна судска пресуда која ја поминала и инстанцата на Врховниот суд. Во овој момент единствена таква пресуда е во однос на господинот Талевски и овие превозници началник на Битола. на Битола и превозниците и директорите на училиштата, која што ја помине инстанцата на Врховен суд, каде што ниту во делот на оние кои што имаат аболиција, бидејќи таму немаат сите што се учесници во таа постапка аболиција, а помина, има апликација, колку што знам, која што е доставена во судот во Страсбург и очекуваме дека тука веќе судот ќе се произнесе директно, конкретно и за самите аболиции, што во принцип ќе треба да има свој одраз и значење и во сите други постапки за кои што е дадена таа аболиција. Доколку имам гледач на линија, ќе биде чест и задоволство да го вклучам, бидејќи телефонот е тука напишан. И би сакал, ако имате едно кратко прашање, господот Еленко Миланов, адвокат, да ви одговори. А режијата ќе ја замолам да подготви тој прилог за на крај будењето за Македонија. Народот, господине Еленко, помина во еден тежок период, сон или тежина, што рековме, дека страв лозе чува, и додевме до вакво дереđe, да се носат европски, брзо потезни законски решенија, промени со европско знаме, што европјаните ни се лутат и парче не прават, простите на вокабуларот. И затоа велам дека народот мора да се пробуди, тоа значи треба да се освести и да знае во иднина за кого треба да се продефилира, да се одлучи. Дали на Македонија и требат, од правен аспект гледам, да не бидат судниците полни со непримерни обвинувања, клевети се тона, кога сепак Македонија треба да има здрав политички амбиент, ве прашам како интелектуалец и како човек пред се, или дефинитивно треба да иде по старо, кај што треба да се признава ни право, ни правна држава, ни ништо. Сите се стремиме и државата треба да се стреми кон тоа да владее правото и да се користи правото. Вие велите да. Не ми е фах да премногу ги следам извештаите, но забелешките за премногу честото користење на европското знаменце при донесување на законите е нешто што оди како забелешка постојана во рамки на владење на правото и начинот на донесување на тие закони кои што де факто не можат да имаат доволно јавна расправа, не можат да имаат доволно Еве, земете ги за пример последните 7 или 8 закони кои што беа донесени во врска со договорот за патниот правец на коридорите 8 и 10. Законот за експроприација апсолутно повредува правата на собственост, но се донесе со европско знаменце. Измените во законот за работни односи, со кои што се дозволува надвор од законските одредби, односно истите се менуваат по скратена постапка да може да работното време трае 12 часа и повеќе, а станува збор за градежни работници кои што работат и на висина и на се. Дали таму треба, но се донесува на тој начин. Каде е тука владењето на правото? Така што сето тоа не е само во кривичното законодавство. Носењето на закони на брзина, кои што не соодветствуваат со постоечкото право, се многу чести и ги има многу. И јас како правник не се согласувам со многу закони кои што се донесени и нивната содржина во собранието, но морам да ги применувам. Кога тие дојдат, бидат изгласани, стапат на сила, јас морам да ги применувам такви какви што се. Која е вашата порака? Не може да се обратите на камерата. Пораката е едноставно да се има волја и да се остави судството да може да постапува. Има. Не е дека во судството нема судии и обвинители во делот на кривичната постапка, каде што сум поприсутен, кои реално можат да ги спроведуваат законите и да ја спроведуваат правдата, но треба да бидат оставени да тоа го прават без страв дека можат да бидат разрешени. Затоа што, искрено ви кажам, никој не споменува дека од последните 6 или 7 разрешени судии,
добар дел од нив добија постапки пред судот за човекови права во Страсбург дека нивното разрешување било надвор од законските рамки, но никој тоа не го објави. А тоа е пресија за сите оние други. Оставете го судството. Дајте го на Министерството за правда, оставете го како трета власт да може да функционира. Сметам дека има доволно кадар во судството да истото може да се избори и тоа да го спроведе. Но дајте им одврзани раце да можат да постапуваат и да не се плашат од репресија од законодавната или извршната власт. Пред да го пуштам будењето за Македонија, да им дадеме поддршка на судските вработени во синдикатот, што организира протести за исполнување на нивните барања. Не само на судскиот синдикат, туку На и на сите. синдикатот на јавното обвинителство, затоа што ако не можам да ви кажам колкава е обврската и работните обврски на еден работник во општина или во некој од министерствата на извршната власт, можам да кажам дека овие работници односно администрацијата во судството работи полно работно време и работи за страшно ниска плата, која што во добар дел е на граници на минималниот личен доход, со што сметам дека истите треба да добијат покачување и поддршка во нивните напори, да добијат плата реална на својот труд. И гласот на народот им дава поддршка. Ви благодарам многу за учеството во емисијата. Ми беше драго да учествувам Ева, и чекам доколку повторно. можев да Дадовте голем придонес. да дадам придонес во однос на Дадовте, владењето искрен на сум. правото. Беше задоволство. Почитувани, мојата почитувана режија, моите почитувани колеги, Ивана, Гордана, Горан и сите, ја им заблагодарувам во секој случај за максимална професионалност. Еве, ќе ве поздравиме со тоа што се вика будење за Македонија од вас, од гласот на народот. Мене беше задоволство. Утре се гледаме во 21:15 во вечерното шоу. Кога се разбудив, моите деца беа веќе далеку. Не тагувај, тоа е за подобра иднина. Ми рекоа, продолжи да спиеш и не се грижи. Пак заспав. Кога се разбудив, немав веќе достоинство. Сите со презир ме гледаа, а Македонија гореше. Ништо не беше како што сонував додека спиев. Се исчезна од мојот живот. Останав со отворени очи. Ми идеше да врескам. Сон веќе не ме фати. Никој повеќе ништо не ми рече. А јас
си ја загубив таковината по втор пат. Ништо повеќе не можев да вратам, оти битките мои ги преспав. Се завртев околу себе, сите спија. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.